првите податоци кои што се официјални за бројноста на жителите се некаде од 1900 година, каде што е запишано дека тогаш живееле 40 жители во рамки на Долно Седварце. Потоа 1930 година имало 108 жители, за да со последниот попис кој што е од 2002 година се утврдува дека постоја 693 жители, но една специфичност има, бидејќи нели од 2002 година нема направено попис на населението. Специфичност за Седварце е дека една исклучок е да ако претходниот период жителите од руралниот краеви се придвижувале кон урбаните средини, тука имаме специфичност да од урбаната средина се населува население во рамки на Долно Седварце, односно во руралната средина. Значи имаме миграција која што се движи од град во село. Така што нашата проекција, бидејќи ги знаеме жителите, ги знаеме новите семејства кои што се населуваат, дека моментално во Долно Седварце живеат околу 800 жители кои што перманентно тука има резистенција, значи постојано тука живеат, се градат нови огништа, нови семејства, нови куќи, што нас не радува, а тоа е резултат на пак на стопанскиот развој кој што е специфичен за самото населено место. Ево, 99-та година, значи, работата е така поврзана да бидам присутен во Скопје, но своите постојано, значи, не во моментите кога имам слободно време, секогаш искористувам можноста да го посетам моето родно место, каде што ме врзуваат доста пријатни спомени, каде што се моите роднини, моите пријатели. Нормално тука основното образование сум го оформил и сум ги стекнува моите вредностни особини и карактеристики. И најубави спомени. И најубави спомени. И им се навраќаш и денес. И секако, значи, постојано сум присутен тука, секогаш кога најдувам некое слободно време, на тоа слободно време да го искористам да посетам, значи да присуствувам во ова место, затоа што Седварце ги има бенефитите на едно убаво живење. Значи, бенефитот да човекот сепак да се тргне малку од гужвата во урбаната средини, значи бенефитот да живее, значи да почувствува еден чист свеж воздух, значи, а од друга страна пак близината до урбаната средина, до урбаниот град му возможува на населението да ги користи бенефитите на урбаните институции. Така да мислам дека во тој дел има еден добри предности кои што Седварце ги нуди и нормално тоа и луѓето го препознаваат, бидејќи се повеќе население мигрира од градот во рамки на селото. Од инфраструктура селото си има речиси се: водовод, канализација, патна мрежа, асфалтирани улици, убави ресторани и фабрика. Да бе, фабрика за медел со 40 вработени од селото и еден од Тетово. Прават кујни за Швајцарија, замислете. Ретко сме виделе таков спокој како во ова село. Се работи како што налага времето. Староседелец. Од секогаш твоите биле тука? Од секогаш. Од дедо, прадедо, овде. А има и доселени? Има. Од каде? Па веćina од Поречи. И како си живеете? Добро. Добро. Нашето село се занимава веćinom со земјоделие и имаме запослено од Тетово близу е. А што највеќе успева тука? Овдека успева. Се? Па, се рече си. Све. Од земјоделие све успева. Voćarство, претежно voćarството. Тука што ќе сеете? Па, овдека рачунам бавчалок, кромит, компир, пипер, тиквици. А од каква семка испаѓа балка?
Балка од балка, не може од друга. А тоа, Ми рекоа да ве прашам тоа. добро, тоа е малу шега. Надимак балка ме викаат и затоа ви рекле. Светислав го заборави гравот, а гравот успева. Успева, овдека не се, мали гравот у нашево село успева. Да, бавчите се за дома, кромиче, марула, компир, море да се скине за салата, за препек сливова. 3 пати поздрав од лозовата велат. Добрите шекери се во сливата, не во лозовата. Но тоа е друга приказна. А си ја почитуваат ли традицијата, верата? Ние сме имале порано една помала црква која што не собирала доволно луѓе, таму била помалечката направена, меѓутоа после се собраа средства сами доприноси од цело село и се направи оваа црква што е тука. Таа црква е правена негде отприлика се 76 или 77 тука некаде. Додека се среди, се направи 82, 83 е светена, цртана, све што треба и така, сега сме со таа новата црква. Како се вика? Свети Атанасија. На времето било селото 10 на куќи, 15 толку. Мало и деца машки не им трпеле. Никако не им трпеле деца машки, дали на некој од тие постарите му се сонило или како, и им рекле да се коле еден овен да се коле за Атанасовден и да се слави празник, за да ви трпа машките деца. И од тоа така си заклале и почнале од тоа да тераа секоја година, како што настанувало селото големо, имаше по еден, па после по 3 кума. Стигнавте до 7. Сега сме до 7 и тоа полно ни е сега до 2022 година све ни е пуно по 7 кума. Има ли крштевки венчавки? Има крштевки, има венчавки, тука си се венчува, тука исто си прават крштевки, така, убаво ни е, фено. Венчавки и крштевки се повеќе. Еве гледате тиганици. Нов живот. Спастрено и средено село. Чисто. Еве, дури каналот за наук на оние во Скопско. Стајковски, Лисички, Арачиновски, Студеничански канал, само реа. Еве. А еве го и Чичкото, ни вели. Зоран е директорот, а тој цел живот кај оштарникот. Директоре, заш не кажуваш и Савајле вчера, ова тоа гости? Добар ден. Добар ден. Што во Бавчата? Ако во Бавча ми е само што не спиемо ноќе, а иначе туекат, од кад ќе се развезели, ду да се стемнит. Во воќнакот? Во воќнакот, да. Колку дрвца има? Дрвца има многу, што да ви кажам, со хектари само на квадратура, 2 хектара, 20 декари. 20 декара. И колку дрвца? Па колку околу 5-6 комад, ако не и поќе. Јаболка? Јаболко. Кои сорти? Сорти? Сорти, свете сорти ги имамо. Што постои на земјина кугла, све. Дека ми е коригирано претежно од Италија, тие са јаки стручњаци, ги признамо, и коригирамо, па сега со коланџаните за насади, за сорти, за квалитети, за тоа. И така многу напредувамо. Меѓутоа, сега што нема цена, така ни е државата, така смо ми и šta ја знам. Се толерирамо, ама има за леп да јада. Кој сака да работи има? Кој сака да работи. Ја го имам посветено животот, државно не сум работил.
od kraj, od dete od 7 godini со овошарство. Со овошарство. Колку береш? Колку береш? Колку берем, па до 120, 150 тона. Па, 10 големи камиони. Да, шлепери. Исто као фирма, али се работа многу јако. Само работа, ништо друго. Еве, јас сум стар човек, скоро 80 години. 80 години. Ја не се предам, уште работам и кроем и работам, еве, маневришем по плантажите и свите. Сум ги научил и цела фамилија да ми работат и синови и унучиња и све што е родено у куќа се движа по тие производи. Али добро. Кај ја носиш робата? Робата, шверцери бе јада, чоколади. А кај Казанот, кај Зоран, друштвото зголемено. Дошол и Миле Поречанец, сонувачот. Зетот Зоран не е поречанец, ама од каде ти е жената? Традиција е овде да се вари сливова ракија препеченица. стариот крај? Како во стариот крај, сигурно, сигурно. Сигурно на Зоран ќе биде добра. Па на Зоки тоа ќе мора да видиме Нема да да биде добра, ќе биде оригинал. Одлична. Поречка. Оригинал поречка. И сонувачот дошол? Како нема да дојдам? Мои соништа се поречието, а дел од поречието е токму овде, Седларство и Брвеница. Малкумина знаат дека покрај мојот македонски Амазон, со кој милувам да го наречам моето родно поречие, кој број 53 села, најголемиот прилив на дојденци од поречието е токму во овие две села. Овие луѓе Овие луѓе се све мој род. Мој род, поречени, што може друго да бидат, тоа се мој род. И затоа за ними јас одбрав, еве, една специјално од мене напишана песма, која мојот род сигурно со срце и од душа ќе ја прати. Може сите да ја запееме, па и вие придружете ни се. Садора пружа раце, без јагнови поглед благ, крајот роден мојот драг, мејуни ми села многу, крајот роден мојот драг. Ај запејте, оречани, стари песни, наши скоси, заиграјте. Довидување од убавите села на Македонија.